Зошто не си во училиште? Не им недостигам таму, верувај ми. Велат дека сум асоцијална, дека не се мешам во таа средина. Мене ми е чудно. Јас себе си се сметам за социјална. Социјална за мене значи да зборуваме за нешта како ова сега или да зборуваме за тоа колку е чуден светот. Забележувате како луѓето се повредуваат едни со други во денешно време? Реј Бредбери, Фаренхајт 451. Свесни ли сте колку исповеди на малтретирани деца личат на оваа која е опишана во книгите? Свесни ли сте дека врсничкото насилство носи психолошки последици на една личност до крајот на животот? Во психологијата постои една состојба на личноста која се вика survival mode, или на македонски состојба на преживување. Тоа е онаа состојба на личноста кога умот и телото постојано се во грч, во страв, во исчекување некој да ги навреди, да ги повреди на било каков начин. Наивно се понадевавме дека годината која ја живееме ќе ни донесе некаква трансформација, но за жал повторно сме излажани. Не успеавме ниту да се опоравиме од трагедијата која се случи во соседна Србија, кога нов бран на реалноста не плесна уште еднаш, уште посилно од претходниот пат. Борба и сознание дека животот сепак поминува, дека може да згасне дури и кога имаш 13-14 години, така едноставно, проклето брзо. Некаде прочитав дека секогаш не прелажува мислата дека време имаме на претек. Време за убави нешта, за дружење, за пријателства, време за се. Но пред неколку денови неколку детски срца згаснаа за секогаш. А беа срца полни со љубов, со надеж, срца на јунаци. Може би понекогаш и малку безобразни, но бескрајно искрени и чисти. И не можеме ништо друго да направиме освен еве, да ги спомнеме па дури и на овој ораторски надпревар. Да им кажеме дека не збогатија за едно болно, трагично искуство. Дури и јас овде пред вас ја релативизирам тагата. Интересно е дека на оваа вести предходеше моето повеќедневно размислување за фамозниот концепт за сегашниот момент и за освестувањето на истиот. Додека не сватив дека тоа е концепт кој го разбираат само привилегираните. Ние останатите постојано веруваме дека имаме време за се. Затоа, бидете навреме паметни. Бидете како оние привилегираните. А тогаш, наместо непрестано брзање, побарајте мир. Побарајте шум. Шум на вода. Побарајте разговор. Побарајте и стоплете нечие срце. А тогаш, со длабоко вдишување, заблагодарете му се на сегашниот миг, затоа што вашето срце чука во совршен ритам. Една реплика од филмот Wonder оди вака. Тато, дали јас сум грд? Не, сине. Светот е грд.